Мојата колешка Ирина ги пречека првите наши две гостинки. Имаме две прекрасни дами во студиото, инаку акушерки по професија. И добро утро, добре ни дојдовте. Јас може да ги представам. Моника Трпковски, дипломирана акушерка, како и Викторија Ивановска. Од каде желбата за акушерството? Кој ќе ми одговори прв, па после ќе си разговарате со Ирина? Желбата за акушерството? Најпрво, не сакав да бидам дел од медицината како патологија. Акушерството го сметам како физиолошки процес, секако има дел од и патологија, ама поголем дел се физиолошки процеси. Нашата работа е многу благородна. Така е. Имаме мајка тука која се раѓа нов живот. Да. Тоа е целото. Убава работа имате Да. и секое добро ќе посакам. Инаку беше светски ден на акушерките, 5 мај, по тој повод сме тука. Иренче, добро утро. Добро утро. Уште еднаш и повели. Благодарам за убавата најава. Еве, како што кажа, нашите гости веќе пристигнаа пред некој половина час овде во телевизија. Ние малку си зборувавме претходно, си се договаравме околу разговорот и топло добре дојде еве вака и официјално до Моника и до Викторија, дипломирани акушерки. Колешката Слободанка веќе и ве представи. Ни доаѓате од клиничката болница Аџи Бадем Систина од Скопје. Имате навистина благородна професија, преубава професија. Работите секој ден со новороденчиња и навистина можам да кажам дека ви завидувам поради тоа, бидејќи и јас исто така многу ги сакам бебињата, дечињата. Нема човек кој што не ги сака, ама вие ете, тоа е и дел од вашата професија, од вашето секојдневие. На 5 мај беше светскиот ден на акушерките и се уште сме во светската недела на медицинските сестри од 5 до 12 мај и за таа цел денеска ќе зборуваме за професијата, за вашата работа како акушерки. Сега вашата работа ми објаснивте дека е во родилна сала. Да ни кажете како изгледа тоа? Која е вашата работа, кои се вашите активности во салата кога доаѓа нов живот, кога се раѓа нов живот? Улога на акушерката во родилна сала има исклучително важна и хумана улога. Ние сме тука да ја помагаме на родилката, да ја поддржуваме, да ја информираме за состојбата. Во текот на породувањето, Во текот на породувањето, така е. Ја следиме дилатацијата на грлото, ги следиме контракциите, како и самиот чин на породувањето. Тука сме да се грижиме и после породувањето за новороденчето, за првиот подој. Како и за понатамошен третман да едуцираме мајката. Така, секое породување е различна приказна. Точно. А ние имаме чест и одговорност да бидеме дел од неа. Акушерката е првиот глас на родилката кој го слуша како поддршка во текот на породувањето и првата рака која го пречекува новороденото. Акушерката е срцето на тимот во родилната сала. Така е. Колку убаво го кажува, ама верувајте, навистина се наежив. Навистина вашата работа и вашата поддршка за мајките во родилната сала е од огромно значење. Претпоставувам дека на мајките им е потребна ете таа баш топла рака, да ги држи некој за рака, да ги помилува по лицето, по косата и да им каже во тие моменти дека не се сами, дека сепак има некој тука што е за нив. Секако дека вашата работа е тимска работа, тука е и тим на гинеколози, на педиатри, сите тие кои што се во родилната сала. Сега, она што би било интересно да го слушнат нашите гледачи е тоа како изгледа еден ден на акушерката во родилната сала, па и кога му кажува топло добре дојде, кога го прифаќа новороденчето во своите раци и во своите прегратки. Вие сте тие првите кои што го примате бебенцето, така новороденчето. Еден типичен ден на акушерка во родилна сала е исполнет со многу емоции, со многу предизвици и со голема одговорност. Јас како акушерка никогаш нема да го заборавам првиот плач на бебето кој што го прифатив, кој што го пречекав на светот. Дури тогаш сватив колку е значајна и хумана нашата професија. Тоа е професија со срце и со душа. Да. Мислам дека некогаш не сме ни свесни колку значење имаме како акушерка, како отпослан кога ќе насретнат пациентки на улица или било каде, ти беше тогаш, ние фала Богу не можеме на сите да се сеќаваме. Али колку е убаво чувството кога ќе те сретне некаде и ќе ти каже ти беше тогаш, многу ми значеше, многу убаво. Да. Или тоа е
сето тоа не надополнува после тоа. Не сме свесни во моментот колку време колку значење имаме нели во родилна сала. Во нечив живот, така сега овие модерни породувања, сега ми доаѓа ова прашање, можеби нема да се налутите, си имавме еден концепт, ама еве ова сега во моментов, она што е сега по ново време, нели, и таткото е дозволено да присуствува во родилната сала. Сега покрај тоа што давате поддршка на мајката, дали давате поддршка и на таткото, бидејќи како што гледаме и по социјалните мрежи и сведоштва од многу татковци, и тие кажуваат, вика, дури мене ми е потешко од супругата. Да, тоа е најголем дел од ситуациите. Ги гледаш како целина, нели, како така. Фамилија идно, нели, семејство што се настанува, гледаш колку што можеш да го усмериш таткото, нели, како може да ја поддржи мајката, дали психолошки, дали едно друго, дали со некоја тип на масажа, нели, за да ги ублажи болките. Самото присуство, нели, на таткото му даваме до знаење, нели, колку е битно за самата мајка, за самото бебе, доколку има услови, нели, доколку дозволува ситуацијата, дозволуваме таткото да ја пресече попочната врвца, што претпоставувам, нели, за многу татковци тоа е доживење што секад ќе им остане. Секогаш ќе остане Првото така е. гушење, нели, тука се во самиот чин, нели, се учесници на породувањето. Ама претпоставам дека тука сте и да дадете и психолошка поддршка на таткото, бидејќи треба да се подготви за тој чин, тоа е ова ви е вас работа, а на таткото не му е тоа секојдневница, нели, да гледа како, па поготово неговата сакана, неговата сопруга носи нов живот на свет. Претпоставам дека имате многу убави случаи, дека сте сведоци на најубавото нешто во светот, на раѓање на нов живот, и убаво е така што сте дел од семејствата и претпоставувам дека и верувам дека се овековечуваат тие моменти. Сега е дозволено, нели, и да се прават и фотографии и сето тоа, така, и присуство на таткото. Е сега новопечените мајки, новите родители, идните мајки имаат многу прашања. Сега она што ме интересира да објасниме прво е со какви прашања се соочувате и дали се среќавате со родилката малку претходно, пред да влезе во родилна сала, или можеби некогаш итноста нема на ситуацијата не го дозволува тоа. Поголем дел, нели, првата средба акушерка трудница најчесто е во родилна сала, кога веќе во родилна сала кога ќе дојде пациентката веќе да речеме е во некоја активна фаза на раѓање. И тука имаме многу краток период, нели, акушерка и трудница да воспоставиме некој контакт, нели, за да добиеме ние само доверба, нели, кај трудницата, за да може да ни постави прашања. Најчести прашања што ги имаме, дали ќе имаме епизиотомија, тоа е, нели, првото што ќе го. А што е тоа? Епизиотомија е, нели, сечење на единичните дали ќе биде сечена, дали ќе биде шиена, тоа, ама тоа, нели, секогаш им кажуваме, нели, дека пред време не можеме да ви кажеме. Така, се зависи, нели, од текот на породувањето. објаснуваме процесот на раѓање, нели, како би било, што би било, па дали јас ќе можам да издржам. И, нели, тука е одма прашањето, па се потрудиме, нели, дека секоја пациентка, нели, ќе се потрудиме, ние ќе дадеме све од себе, нели, за да издржите до крај. Други прашања што ги имаме, нели, во врска кога ќе можам да јадам, кога ќе можам да пијам. Кога ќе можам да си го идам детенцето одма, кога ќе биде првиот подој, па дали ќе можам да дојам, па дали ќе добијам млеко, така. Па дали ќе успеам јас да издржам до крај. Ама сето тоа се прашања што ќе се среќаваме секојдневно и да, затоа сте вие тука за поддршка на мајката во секоја смисла. Е сега вие сте и првите тие кои што го прифаќате новороденчето. Каква е вашата работа тука? Каква е вашата улога како акушерка? Прва улога, нели, кога се роди новороденчето, најпрво што правиме, нели, правиме проценка во каква состојба е новороденчето, мајката. Многу е битно, нели, терморегулација за новороденчето, да пазиме да не го изладиме бебето, доколку дозволува целата ситуација. Секогаш се трудиме да има прв контакт, нели, бебе-мама, skin to skin, што е многу значајно, нели, за бебе, за мама. Со самото тоа, нели, кога се гушкаат бебето и мамата и мајката, го одложуваме клемувањето на папочната врвца. Доколку има барање од родителите, земаме матични клетки, го мериме бебчето, воспоставуваме првиот час од раѓањето на бебето му е изразен рефлексот за цицање и најчесто гледаме, нели, во тој првиот час кога уште трудницата е горе во родилна сала да воспоставиме прво доење, прво гучкање.
Уште тука? Уште тука, да. Е сега, јас исто малку бев збуната кога дојдовте, мислев дека вашата работа е и понатаму со новороденчето, меѓутоа вашата работа е само во родилната сала. Значи, поддршка за мајката и се што треба околу мајката и приемот на новороденчето. Потоа новороденчето оди на првите 2 часа во породувањето, доколку нели дозволува новороденчето, состојбата на новороденчето, остануваат и мајката секако останува првите 2 часа. И новороденчето си останува со мајката, доколку нели дозволува состојбата на новороденчето. После тоа нели кога мајката ја префрламе на оделение кај што лежи на акушерија, бебето го префрламе на неонатолошко оделение. И тамо веќе целата грижа оди веќе веќе земаат колешките од неонатологија. Така, значи неонатолошка сестра, тоа е веќе сосема друго. Значи се си има ред. Е сега, кои се особините на една акушерка? Значи со каква личност треба да е акушерката? Акушерката според мене треба да има многу смиреност, пошто нашата работа нели покрај целата нели знаење што треба да бидеме. Нашата работа поголем дел од нели одработава е чекањето нели мајката да се отвори. Треба да имаме добра комуникација, пошто дневно се среќаваме со неколку различни типови нели на трудници, од типот нели на различна возраст, дали е првородка, дали е второродка, какво претходно искуство имало и сето тоа нели мораме ние да го прилагодиме според секоја пациентка. Исто тимската работа не е многу битна тука, пошто имаме релација акушерка трудница, акушерка гинеколог, акушерка педијатар и сето тоа нели ствара еден тимска работа. А акушерка со неонатолошка сестра или исто така со и тука има? неонатолошка, нели после кога ќе дојде да го преземе бебето, ние сме задолжени нели да кажеме во тие 2 часа бебето што направило, дали цицало, дали не цицало, дали сме успеале да воспоставиме доење, доколку нели некои одстапки има, нели мораме да им пренесеме за да знаат понатак. Вие, значи, вашата работа е во смени, 24/7, значи имате и нокни смени. Е сега, сакам да ве прашам дека постои факултет за акушерки, така? Каква е вашата едукација и дали посетувате семинари во склоп на во нашата држава и надвор од неа? Знам дека Викторија беше, мислам дека скоро се врати од еден таков семинар. Да. Во нашата болница често ни организираат едукации. Се со цел да ги пратиме најсовремените медицински новости што ги има. И ние тие едукации имаме должност да ги полагаме еднаш годишно. Меѓутоа покрај тие едукации нашата болница ни возможува да посетуваме обуки и семинари надвор од границите на Македонија. Лично јас пред месец дена имав можност да одам во Загреб на обука за реанимација на новородени, каде што се стекнав со меѓународен сертификат. Тоа за мене беше огромно искуство кое што ме збогати и професионално и лично. Вложување во акушерка значи вложување во секој нов живот, во секое ново семејство и во иднината на нашето здравство. Да. Акушерството е професија нели што не можеш да го научиш све наеднаш, цело време се надобуваш. А се учи, така е, настануваат нови методи, дали за секакви нови методи, цело време нели се дообучуваме. Никогаш не можеме да речеме нели дека акушерка постои што знае све. Секој ден се Моника, нови вие завршивте факултет во Словенија, во Љубљана, така за акушерки. Дали има тамо нешто поразлично, дали тоа искуство тамо ви помогна овде кај нас, дали донесовте можеби некои новини во вашата работа, дали ги споделувате со вашите колешки? Па доста сличности имаме, нели обуката, целата пракса тамо што имав и работава сега во Сестина, можам да кажам дека доста сличности има. Ви помогна многу, така? Да, и многу сличности има, нели во начинот на работа акушерка во родилна сала во Љубљана и во Сестина се многу слични. Така. Вашата работа, кажавме неколку пати дека е многу благородна, дека е и хумана. Е сега, имате ли информации, вие сте двете млади, дали постои интерес кај младите девојки да бидат акушерки? И уште едно прашање, дали постојат мажи акушери или тоа е само повеќе женска професија?
Кај нас мислам не сте сретнале до сега. Дека има мажи акушери, само не знам дали работат Дали како работат. во родилна сала. Да. Ама како акушери мажи, Да. постоje. Да. Кај вас во болницата Кај нас конкретно? не. Конкретно нема. Не. Интерес има ли на младите девојки да го изучуваат, да ја изучуваат вашата професија и воедно која би била вашата порака до идните акушерки? Па, искрено има. Кај нас доаѓаат и на пракса од универзитети на кои што студираат за акушерка. Наша порака е дека не само што ќе станат медицински работници, туку воедно ќе станат и првите пријатели на родилката, кои што ќе бидат до неизе, луѓе што ќе се сочувствуваат со радоста на самиот чин на раѓањето. Добродојдени се во оваа хумана мисија. Да. Сега и сосема на крај за разговорот, бидејќи вашиот контакт, првиот контакт на родилката е токму со вас кога ќе влезе во родилната сала. Која е вашата порака и така би го закружиле разговорот за мајките, за идните мајки, па еве и за бабите и дедовците кои што не гледаат можеби во моментот, па да им пренесат на идните мамички. Како која е вашата порака или како да се однесуваат во родилната сала? Како што кажав нели на самиот почеток, бременоста како бременост, најголем дел нели од бременоста е физиолошки процес. И секое раѓање си е своја приказна. Трудниците нели да се чувствуваат нели како здрави физиолошки процес, да не се плашат пред време што ќе се деси, како ќе се деси, пошто секое раѓање си е своја приказна. Така е. Второродки, третородки кога ќе дојдат многу често знаат да ни кажат ова беше сосем различно од претходниот пат и ние пак тука им нагласуваме, значи секое раѓање си е своја приказка. Ние сме тука нели во родилна сала и ќе се потрудиме, ќе дадеме све од нас. Во сигурни раце се, така? Приказната да заврши најубаво, за да биде вредно за раскажување, со позитивно Така е. искуство. Епа и нашата приказна веќе доаѓа на самиот крај. Ви благодарам, наши драги дами Моника и Викторија, што ова утро бевте заедно со нас. Бевте дел од утринската програма. Уште еднаш, не знам дали ви го честитав денот на акушерките. На почеток, еве, сега ви го честитам 5 мај, светскиот ден на акушерките и се уште сме во неделата на сестринството. Ви ја честитам и ова недела, бидејќи уште еднаш ќе кажам, по не знам кој пат дека имате, па за мене најблагородната работа во светот. И кога би бирала втор пат, може би одбрала да бидам акушерка исто како вас. Ви благодарам, Слободанче. Тука го завршуваме разговорот. Ви благодарам уште еднаш и да, секако имате преубава работа, уживајте си во неа и секако долги години посакувам. И вашето искуство, потоа да си го пренесете на оние кои што ќе сакаат да бидат дел од оваа професија животна.